Мислев дека ќе се мачам, Па не си али измачи. дојдов прегладнет, не бев ни доручкуван. Харис ни кажа, само ова да напоменем. Леле, извини. Ова Добро, ќе брат ме иде, Хари. ова ќе биде, ова ќе иде во најава. Одма се приметува разлика од мекен и некој стандарден обичен помфрит. Немој да мислите дека може ги измамите муштериите. Во Бургер Слаб има нешто посебно тоа крцкавото пилешко внатре, така да Full house. Full House, бога ми, за ова треба да имаш сила да го изедеш. Цел си направен лом. Ке ти треба салфетка. Ова тешко се јаде, бога ми. Не им треба ни Инстаграм, ни Фейсбук, ни ТикТок. Само старата добра традиција. Супер. Компирите незаменливи? Па. Ја јадам еднаш годишно тука. Hello, дечки! Првпат на YouTube каналот кај гледате серијал со најдобрите чикен бургерс во градот, поточно во Скопје. Во Скопје, а почнуваме со Смеш бургер. Да кажеме прво каде се наоѓа Смеш бургер. Смеш бургер се наоѓа во аеродром на бензинската Окта. На бензинската Окта, еве да видите, имате огромен паркинг, каде што може да се паркирате, да си дојдете, имаат одличен простор. А тука сме специјално за Смеш, односно не Смеш, за Crispy Chicken бургерите, бидејќи ова е серијал за Crispy Chicken, а иначе имате добри Смеш бургери, за тоа во некоја наредна прилика. Crispy Chicken бургерс. На менито имате 3 понуди. Ово е кранчи чикен. Значи со паниран пилешки стек со чипс, Доритос. Има ајсберг, има кисели краставички, сос и чедар сос и барбекю сос. Многу делува онака ветувачки примамливо. Ајде Игор, овој ти што викаше дека Вториот е тешко го дабл- може да го изеде. А ја мислам дека ти ќе го изедеш од. Double chicken crispy со два панирани стека. Салати и додаток нормално да покусна. Која е цената? Цената на овој double crispy chicken е 400 денари, со Кока-кола и помфрите е 500 денари. А е на И класик. имаме класик и мислам дека не е продавана варијанта. Цената на овој е 300 денари. Игор, може ја да си одберам нешто што сакам да го пробам? Ајде. Ја би сакала- Прв пат ќе јадем. Смешот го имаме јадено неколку пати, станува збор за одлични смеш бургери. Јас ќе го пробам овој што е кранчи чикенот со Доритос, а ти пошто рече дека... Отворам да видиме како е. Ајде. Ова Ева ќе го јаде. Ау. Тоа е таа. И може да почнеме да пробаме. Ајде. Ајде прв ти. Бидејќи тука има две, Убаво да ќе биде прити. тешко да се гризне ова. Ќе се потрудим. Чекaj, ја си земам едно компирче. Како? Превкусен е. Значи многу е мек. По мој вкус. И ово го има оној кранчи дел. Па мора да го има Значи се дека. потенцира исто кранчи дело. И барбекю сосот е феноменален. Одлично. Вкусна комбинација. Ќе го пробаме и нивниот најнов, како што кажавме, со Doritos чипс. Иначе и френч фрајс се одлични, баш онака крцкави, тенки со сосови.
Не, секогаш мора да се земе и помфрит, и бургер, и кока-колче. Више Зеро. твоево е со Доритос, така? Да бе, да. Ќе го пробам. Не знам дали можеш да го зумираш да се види дека е Видоа, Доритос. видоа. Не, вака се, не? Ајде сега ќе пробам. Ајде да го пробаме. Харис, одличен е. Одличен. Ова баш онака тој дупал крцкав момент, пошто го има и чипсо. И не е тежок. Потешки се веројатно оние има некоја и смееш и дабл смееш и се. Ова е по-лесна некоја Има варијанта. некоја доза на меко, значи баш е меко. Мене ми е Загризот е мек. по-лесно од класичен Тие бургер. не се тешки, пошто нема многу мрсно. Нема мрсно, така, ама чикен е... А, да, многу имат и мускул, тоа ќе биф, односно смеширана плескавица од баш од чист мускул. Ќе доеме тоа нареден пат да го пробаме, ама ова е не... Серијал да направиме. Ќе направиме, за тоа сигурно ќе има нешто. Со оглед на тоа дека цело време нешто смислуваме ново, ама ова е одлично. Ова е одлично. Ева на здравје. На здравје. Докаде си? Мислев дека ќе се мачам, Па не се али измачи. дојдов прегладнет, не бев ни доручкуван. Не Колку се е сад измачи. веќе? 2,5? Многу и не се измачи. Не се измачив, многу е вкусно. Харис ни кажа, само ова да напоменем. Леле, извини. Ова Добро, ќе брат ме иде, Харис. ова ќе биде, ова ќе иде во најава. Јас се извинувам, бе, се Јас враќаме се на... навикла да ти кажам, цел живот да беше, а тоа нема веза. Не е голема вако. Хасим ни кажа, само тоа да кажеме, дека помфритот и преска го попалив е мекен. Одма се приметува разлика од мекен и некој стандарден обичен помфрит. Немој да мислите дека може ги измамите буштериите. Мекен и различен и обичен помфрит има разлика. Одма се приметува. Го продолжуваме серијалот со вкусни криспи чикен бургери во градот и сега сме во Бургер Слад. Во Бургер Слад сме си веќе како домашни. Тука доаѓаме што за нивните стандардно добри бургери, што за врапови и сега за криспи чикенс. Јас јадам мистер Мияги, тоа е ова. Ајде го некако покажам колку што можам поблиску. Мистер Мияги, значи криспи чикен, чедар, айсберг, ранч сос, тај сос, азиски сос и многу добра комбинација. Кој не го пробал, треба да го проба затоа што е нешто што не е секојдневно, нешто што е интересно на вкус првенствено. Видите сосовите се уникатни. Си го прават сосовите своето. Ми се свиѓа што има дозирана салата, значи не е онака пренатрупано, а да се осеќа добро вкусот на самиот криспи стек и сосовите. И некако можеш да го фатиш убаво со две раце и да го јадеш, нели? Ајде така да го отворам некако внатре, колку што може да сними Игор. Топ. Лепчињата исто така се добри, а ти Игор и ти јадеш криспи Јас сум чикен. класик. Класика. Русти. Русти. Чекај да го најдам да точно да им кажеме што Русти има во мислам дека твоја. има и најпродаван тука е Русти. Стандард е. Сега ќе ти кажем. А, да. Чикен, нели криспи чикен, чедар, бургер сос, айсберг, томато, односно томато од домати и кисели краставички. Значи ова е твојата варијанта со бургер сос. Преовладува и чедар и криспи, баш и сабу класик. Да, и морам да потенцирам тука. Ќе пробаме ајде и на другите места, меѓутоа тука е едно од најмеките пилешки меса што сум ги пробал. Да, многу добро. Кај тебе Евче тој сосот со кикирики мислам дека е. И има малце на чили кај тебе варијантата, не Малце. по-љутка Ти што. бирате дали сакате појачено чили или не. Брутален е тоа. Брутално добро. Тука
тука исто треба да се пофали врапот. Еј, врапот им е... Ајде. Врапот им е лудница. Кој- Ја кога нарачувам врап, доаѓам во Бургер Слад. Има нешто посебно тоа крцкавото пилешко внатре, така да кога ќе го направат со сите тие состојки и со се, отидете на нивното мени онлайн или на Инстаграм и ќе видите колку добри комбинации со врап има. Ма ќе правиме посебно за врап, сега е за бургери, за криспи, така да ќе гледате таму нешто интересно. Да. Иначе околу цените. Мистер Мияги е 300 денари бургерот, а твојот И мојот руски мислам дека е исто, 300, значи исто да, со да, 300, да. И може ако сакате и плюс помфрит да си додадете, нели? Да, помфритот е плюс. Да. Може ова менито само чисто да ги Ајде. цените? Еве ги со чикен. Значи The Rooster 300, Mr. Miyagi 300. Врапови, еве ги враповите. Иге се најадели. Фул хаус. Full house. Фул хаус, бога ми, за ова треба да имаш сила да го изедеш. Треба да бидеш стварно гладен. Не дека не сум гладна, ама мене ми е баш онака премногу обилен бургеров со многу сосови, со све. Дефинитивно голем. Дефинитивно голем, затоа што кај тебе мислам дека малце појак на сосови, ева, така со чилито. Види цел тече од сите страни сосови. Да, мојот е, Тањерот си кажува. Да. Да. Добро, така треба, да не се Малце остаи. појасна варијанта, со помфритки. Така треба, да не се остаи ништо. Така да во Бургер Слад ќе си дојдете тука во кај Соборна, значи еве да видите локација, сега може малце тука не знам дали се гледа. Не, имало за нова година украсено било, па сега ги, нели, она што е, знаеш, што се прскари стаклата. Има врска, се наоѓаат спроти Соборна, баш е убаво да си седнеш и не е само као деливери, туку си е направено да има вака простор и се тоа, да не снимам сега, има и луѓе позади мене, ама во Волт и на Корпа, мислам на секое време имате, може да ви донесат. Тоа е ништо. Продолжуваме со бургериве, со криспи. Веќе од утре ве носиме на една нова локација, во еден нов исто, односно не нов, туку еден многу интересен криспи бургер. Ќе видат кога ќе снимаме. И тоа е тоа. Ајде, чао. Мистер Шеф, кетеринг, бургер и сендвичи, серијалот и продолжува на Crispy Burgers кај шеф Андон. Па каков е овој Crispy бургер? Па како добро изгледа? Па неверојатно нешто. Се спремили за јадење? Се спремив. Игор мора да го земе Цезар кранчи со ракавици. Ова е нивниот нов бургер. 2 парчиња на стек, Цезар сос, кој што сами си го прават, салати, ајсберг, специјално бургер лепче и начос. А помфритот е прва лига. Ајде. Зум. Колку сос има, неверојатно нешто. Цел си направен лом. Ке ти треба салфетка. Уште си... Снимам. И кажи нешто, вкус? Многу јако. Многу во. Значи овој не е кранчи стек, свеж стек, потпечена скара.
айсберг, начос и бургер лепче. А мојот е класичен Buffalo Crispy Crunchy Chicken со кранчи стек, со смоки мајо, со айсберг, со бургер лепче. Ова е онаа класик комбинација. Тука треба да се напоменува дека Пак има избриши се. многу пристапни цени. Колку се бургерите, Игор? 210 е овој? 230 Crispy Buffalo, 210 со Цезар. Значи за 210 денари. За ваков 210 оброк, денари, бога ми, ретко се наоѓа. Не знам дали. Инаку мистер Шеф Кетеринг е познат по бавно печено месо, Да, Puno pulled pork сендвичи. pulled pork, пилешко, свинско и телешко, а новитете и тост. И тостот Годината мора да на го пробаме, да. Ова тешко се јаде, бога ми. Треба малце потака споро, за да можеш убаво да го доловиш вкусот. Предобар е овој Buffalo Crispy Chicken. Таман се соединети и салатите, и сосовите, и лепчето, и самите кранчи стекови. Сега не ми гледате малку танирот, ама многу сос имаше и затоа може би така делува нели целососесто, ама тоа е затоа што не штедат во Мистер Шеф Кетеринг и пак ќе кажам сосовите си ги прават лично они, негде се купечки и дури ако сакате ќе ви стават и уште поише сос од ова, ако им кажете појачено, мада мислам што повеќе појачено од ова. Не, доволно. А еве на Игор Танирот како А на изгледа. Игор Танирот Остане само само салфетките. салфетките. Добро, малци ракавици имаше затоа што многу Добро се, течеше па ја кажам, сос. све е джуси тука, све е со сос. Кока-кола зерова везно. И мислам дека И на крај само мора да им го фатим и тостот им е многу добар. И дојавме по Криспи, ама мора и тостот да го фатим. Да го видите. да, ева е фанатик за тостови, така да Може ќе ќе ви се оправаме пријади и тост. тост. Овој серијал за најдобри Crispy Chicken бургер да ни помине Игор без седмица. Кај да одиме седмица мора да ни биде дел од нашето дегустаторство и искуство. Како Криспито? Мекуво, идат по 3 парчиња. Што знам, Игор предходниот пат зема- кога јадевме не беше вака. Да, пред една година. Цела година не сме јаделе Crispy Chicken во седмица. Да. Ја обично јадам обичен стек у седмица, вака раскуна. Без кетчуп мајонез во сендвичот, за да можам да го осетам малце кетчуп мајонез. Значи ова е оној растурен Цената му е 290 денари. 390 растурен. А овој ја што го овој што е као комбо? 270. Иначе, знаете, незаменлив помфрит, кетчуп, мајонез, тоа е таа некоја луда комбинација која што цело Скопје ја сака, не им треба ни Инстаграм, ни Фејсбук, ни ТикТок. Само старата добра традиција. Да. Абе го има шармот, го има. Што сакаат да направат, го има шармот. Ева. Добавча. Супер. Компирите незаменливи? Па. Ја јадам еднаш годишно тука, знаеш, многу ми се јаки мене тука. Сендвичите. Ама еднаш годишно па и може да си дозволиш вака по Тајната на рецептот тука не ја кажуваат. не го кажуваат и ние не го знаеме. Никој не го знае. Ама не и за криспито. Криспито го смени, а нели рековме, да. Да. Сега, сакам да ми кажете дали ви се свиѓаат на YouTube вакви серијали да правиме, ако сакате и редовно ќе правиме за други работи од
хамбургери, до фастфуд дел, до ресторани, до појадоци, здрава храна, десерти, сладкарници, значи те што опаќа гастрономијата, може вие си предложите добри места кои што е убаво да ги посетиме. Така да ова е супер за угостителите да се ги презентираат своите добри јадења и на некој начин секој да си ја представи различната понуда. Тоа е тоа, дечки. Се гледаме во некои од наредните серијали, влогови и така натаму.